Господин Кога Георгиевски. Многу ви благодарам што еве ми дадовте и јас нешто да зборам. Штом сте поканети се разбира дека Сакам сега генерално на сите да реплицирам, иако имав индивидуални реплики до господата и господите кои што се присутни овде, поготово до господја Котлар и до господин Герасимовски. Генерално ја држам линијата на господин Андреа, каде што и ние од твоја партија и јас, иако не сум архитект и градежник, ги знам проблемите. Јас сум граѓански активист кој што се борел за водно и знам што тамо се направи, значи буквално му се пушти еден крст на водно, хоризонтално и вертикално. Имаме тамо проблеми со свлечишта, имаме проблеми со недовршени патишта, имаме проблеми со нелегално изградени објекти, имаме проблеми со афери, плацеви кои што доаѓаат од една мината власт. Но факт е дека во општина Центар пред да дојде господин Саша Богдановиќ беше господин Жерновски, кој што исто така не се спротивстави на сето она што се случуваше во општина Центар. Во изминативе 4 години ние видовме една комплетна пасивност за истата да се активизира токму пред избори, дури некој својата кампања ја почна и порано, и сега во Девармаало може да пиете кафе со песок. Горчливите теми и моменти, како што се треска и Holiday Inn, дефинитивно треба да бидат предмет на ревизија. Јас не се слагам со тоа дека дуповите треба да се донесуваат на брзина, него треба еднаш барем да им дадеме шанса на професионалците, а не на партиските книшки. А потоа да им дадеме шанса на граѓаните да одлучат што сакаат да имаат на тие локации.